Почитувани граѓани на Република Македонија и на општина Неготино. Денешниот прес ќе се однесува за поднесување на пријави кривична од советниците на ВМРО ДПМН, Марија Нацева, Николина Панова и Маја Чимова против советникот Љубе Темелков во општина Неготино. Зашто станува збор и зашто станува поднесување за кривична пријава? На седница одржана на 28.5.2026 година, четврток, со почеток во 15 часот, точки на дневен ред 24, и пред започнување на седница секој советник има право да поднесе процедурално прашање. Јас ставав тоа се поднесува, се поставува пред да се усвои дневниот ред и моето процедурално прашање беше дали Николина Панова по кој основ седе на централното место до председателот на Советот на општина Неготино, кој ја повикува и зошто она зема прекувремени часови, а кога ни една работа правна нема кажано во Советот на општина Неготино. И на крајот Лилија Арсова Митрова, тој е председателот на Советот на општина Неготино од Коалицијата за подобра Македонија, таа нема деловни способности и нејзе, а воде градоначалникот на општина Неготино Марија Нацева по телефон со пораки се водат седниците и кажуваат кога на советникот Љубе Темелков да му го одземе зборот, исто и Панова ви шепнува тука за да му се одземе зборот, бидејќи јас како советник Љубе Темелков ги кажувам неправилностите и криминалите во општина Неготино и Советот. Започнеме поред. После таа расправија кој кај да седе, по кој закон, по кој во, имаше закони од градоначалничката Марија Нацева дека со неја да не се расправам, она мене можела да ме среде и ќе сум видел јас. Исто така и од Игор Настов, дека он можел да ме реше одма и со еден телефон и со едно јавување во Скопје дека ќе ме решел. Со неговото јавување од Скопје, тоа, например, не е презентирано во полициска станица Неготино. И на крајот Игор Настов, кој што е, он си знае, покажува силина. И на крајот јас како советник Љубе Темелков имам право да ги бранам интересите на граѓаните на општина Неготино и трошењето на буџетски пари. Не може тие луѓе да земат прекувремена работа, а немат потреба Советот од нив. Граѓани на општина Неготино со паузата од некое време и започнување, потоа водат хајка, организираат во полициска станица, за да ме снема мене од Советот на општина Неготино, нели, работат на ситуација да ми го земат советничкото место, имунитетот и да не бидам советник во општина Неготино, за да не го откривам криминалот. Тоа ќе биде тешка работа и мислам дека нема да се оствари. Со организирање на инспектори кои водат хајка, бидејќи тие имат сторено кривични дела, и против нив се воде хајка, како имат направено, и таа една група, нели, инспектори, со помош на јавни обвинители, сака да го направат тоа. А овие срадни души или полтрони и они
имат право да поднесат секој кривична пријава и сега да знаат граѓаните зошто го прават. За Јана Митрова Арсова кажав како е она, бидејќи мора да го оправда неизиното вработување и работење, де во социјалното, де ваму, де таму, на крајот паркира во ТЕЦ Неготино. Факултет како завршил она си знае и има мерак во ТЕЦ Неготино и таму мислам дека така се маја. По редот како седиме, после тоа во првиот ред, долу, нели, владеачката партија по која правило треба да каже председателот на Советот, така седиме, бидејќи, нели, за Панова кажаме дека не треба таму да седе, во никој случај. Она седе вториот ред натки. На првиот ред по, нели, легитимност и легитимитет седе партијата која победува, во вториот ред се другата опозициона партија и така. А службите кои треба да работат за советници, кога се потребни, они седат од вториот ред нагоре, да продолжиме наред. Како координатор треба да седе Игор Настов, ама седе Спасија Ѓорчева од ВМРО ДПМН и коалицијата и она мора што ќе и кажат да работи, да гласа како ќе и кажат, бидејќи она не може со самоумие да донесе своја одлука и да гласа како она сака, него како ќе и кажат. Зошто тоа така? Бидејќи нејзиниот маж се запусти, ние викаме, во киното, да продава билети, карти таму, а сега е вработен пред месец-два, сега го ставија ВД директор. Чудно на вистините. Потоа да одиме наред. Игор Настов, втор седе во првиот ред, нели, долу во салата за советници, он е втор, а како координатор треба прв. И Игорче Настов, тебе дете се прави чаршија, ка ме питат кој е тие човек што се заканува, нели? Во сите работи и не може да тоа објаснам кој Игор, како, шо и нели надимок тие кокошката, ајде додека да тоа објаснам кокошка ли шо си, некои те знаат, некои не. Потоа до тебе, до Игор ќе седе Филип Милев, а за Игор има и он едни вработувања, сега ќе видиме дали ќе ги остваре и така натаму. До Игор Настов седе Филип Милев, Унија на млади сили, нели и него партијата му дашле, и тој сега мора да гласа и што ќе му каже тоа да работи, бидејќи него го шетка натки наваки и сега го запослија ни повеќе ни помалку во државниот пазарен инспекторат, а дали го заврши факултетот, не знаеме. До Филип Милев седе Александар Стојанов, тој е од Подем, еве ги сите се тука наредени, и Александар Стојанов, како не те срам, и ти си жив резил, те рачунав дека имаш факултет и интелигентен, ами и тебе возот е испустен, бидејќи и ти си запослен во Министерство за земјоделие и трчкаш уште некои други работи. После до него седе, до Александар Стојанов, Иван Атолова, тоа е тоа. И не иде, а шета де у комуналното, де ваму, де таму, и сега паркираа и не иде во Агенцијата за недвижност и за катастер, или по неготински се вика у катастерот. И мора да обработува како ќе и кажат и како ќе гласа, бидејќи дали имат глави, не знам. До неја седе Сонја Ангелова, Колева, она е од Соза Грчева, и Александар Стојанов, Иван Атолова, Иван Атолова, Сонја Ангелова, Колева, она е од Соза Грчева, и Александар Стојанов, Иван Атолова, Сонја Ангелова, Колева, она е од Соза Грчева,
И она, како партизанска учителка, милува да каже кога има на совет, нели, малце да ги врте устите, нели, и малце по неготински викат, да изиграва частна госпоѓа, частен советник, а во другата работа, горе на Саат Кула, цела улица, таа се вика Ленинова, не знам, нејзиница фамилија, синовите ми сами мажути, дека растурат бенвиња и тоа е направено како отпад. И спроти зелената површина која живее на другата улица Лиљана Митрова Арсова, спроти нејната семејна куќа од нејзиниот татко и таа зелена површина е уништена и таму се паркирани бенвиња коли расходувани и исто комбината превозти што прават. А најако на крајот седе советникот Мирче Ризов е прича сама за себе србите што викат. Скоро една година уста не отворил, иначе е служител, како се вика, хигиеничар во Страшо Пенџур училиште основното. И тој е најјакиот советник, уста нема отворено, нити пенкало има фанато, нити го разбира законот за локална самоуправа, нити деловникот за работа, ама едно нема што знае. И сега овие луѓе земат по паушал по 20.000 денари, а Мирче Ризов па најнову и момчето па и кривични пријави знаел во полиција да поднесува, хајки да носе, ами толку не може слободоумен да бидеш, бидејќи на сите ви е тавано толку. Тоа се 8 луѓе кои се диригирани, како ќе им каже Марија Нацева така, а Марија Нацева мора да ги прикрие и од претходно сите далавери што ги има правено во општина Неготина. И тоа е факт. И сега тече горе седница со 24 точки на дневен ред, нити дезинфекција си направила. Овие советници треба да кажат и администрацијата и панова, бубашваби е полно собранието на општина Неготина. Бубашваби со лопата да риниш, а кои сте тие луѓе што имат за тоа ли ги носи тие бубашвабите, не знаеме. Николина Панова земаш прековремени часови, кои ти повикуваат треба да каже како ти по 2000 од згоре евра земаш 2500, мислам дека земаш прековремени часови. И што работиш, што ги земаш тие прековремени часови и да седиш, да бидеш главната звезда на маста на кумот. Таа е централната маса, ти не можеш да седиш на централното место по никој закон. А од овој прес да видиме јавниот обвинител што ќе каже. Овие инспектори кои прават хајка во општина Неготино, во Министерството за внатрешни работи инспекторите, и дали тие работат по наредба под капата на Марија Нацева. И дали ги работат. Тоа е страшна и опасна работа, а мислам дека советникот Љубе Темелков ќе го плашат, пилци дека плашат. И најинтересно е, Маја Чимова, па ти што правиш на централната маса во Советот на општина Неготино, земаш прековремени часови, а ти си вработена бидејќи твоето момче Никола Чимов е началник на пограничната полиција во ЦУК, како се вика тоа во Кавадовци, нели, тој центар, а пред тоа инспектор во полицијска станица, Кано Сеши, он че сенца од ВМРО, нели, да ми даде. Сега тебе те вработија во собранието ни повеќе, ни помалку Маја Чимова,
и ти ја да своиш таму. Ти па никој не си ми јасно како дојди кај новинар, завршен да работиш во собранието, нити ти е избрал некој, нити ништо. Овие се разгалените деца од коалицијата, по кој знае на каков начин дојдоа во Советот и плачат кај разгалени деца, кај ќе му земиш играчката со која си играат. Овие се тие луѓе. Зарем ова не е срамот на ВМРО, ДПМН и коалицијата за овие советници во општина Неготино? Мислам дека професор Христијан Мицковски, Сајковски, исто председателот на Унија на жени на ВМРО ДПМН, која ставија Марија Нацева, и секретарот за кадровски прашања, зарем не се срамите од овие луѓе? Јас се срамам, бидејќи на државно ниво ние како МАК сме коалиција со вас. Јас во Неготино не сум со вас и не сакам да припаѓам тука. Јас го бранам народот и градот Неготино и буџетските пари на општина Неготино. Овие луѓе се подскриваат, се заткриваат, како што кажа професор Христијан Мицковски, зад партијата и зад некои нивни функции, на нивни, нели, роднини, инспектори, сопрузи и така натаму. Дали овие знаете вие од централната власт кои се овие луѓе и дали овие луѓе може да ја представуваат? Најмногу Мирче Ризов, овој што е Игор Настов, Спасејка Ѓорчева, Маја Толова, и вие не се од вашата партија, да не ги бројам. Нити се ВМРО, нити биле ВМРО, нити ќе бидат овие луѓе. И на крајот да заклучиме со овој прес, тоа е Неготино и Неготино ќе страда додека се овие луѓе во Советот на општина Неготино. А граѓаните гласа, знаеме како гласа, под кој притисок по сите тие работи и градот Неготино се уништува. Исто да не го заборавиме и Методи Данилов, бидејќи тие се партнери со Марија Нацева. Сега општина Неготино е партали направена, се вика по неготински. На Совет не се даваат никакви документации, никаква вакво и треба ние да работиме на Совет на општина Неготино, ама нема ништо да збориме, нити зошто нема дезинфекција, ни зошто кучиња има низ Неготино, ни зошто толку пари кошта, ни зошто кеот го расторија. Ама ништо не смее народ да знае, него они како ќе кажат Марија Нацева, Методи Данилов и овие совети. Граѓани на општина Неготино, јас, Љубе Темелков, нема да застанам тука, ќе тераме до крај. Од овој прес го поздравувам исто и инспекторот Емил Муратов. Ако можеш сите да ги сослушаш, зошто не ме повика и мене кај тебе, и мене да ме сослушаш, па да видиме по чија наредба работите ви, и од овој прес го повикувам новиот началник Душко Коцевски, да се позанимава малку со неговите инспектори, дали е тоа полициска станица приватна. Ако не, ние кои сме опозиција, нема да дозволиме да се прават хајки против нас, кои не сме сторили ништо дело, него работиме за градот, за граѓаните и мора да ги оправдаме буџетските пари кај одат и што прават. Не може Николина Панова да биде шерифот, Маја Чимова исто таму и службите вработени во општина Неготино да се шерифи, а да заборават дека советникот е највисока институција во општина Неготино.
Ако МВР дозволи јавното обвинителство, нека си тера по нивни укавалци и ова е сега интересно да падне кај Ненад Јосифовски или кај Весна Наумова Атанасова. Бидејќи они ги вадат, кај Пане Нацев нема да падне во никој случај, тоа е хајка која се прави и подчуено правило. Граѓани на општина Неготино и овие советници треба да знаат, бидејќи не беше кажано и од ова што е Лиљана Арсова Митрова, ете седи кај сакши таму. Чим седи кај сакши, јас седнам на место кај што седе Николина. Имам право да седам било каде и кажи ми кај ја да седам. И од тоа нема да се повлечам назад, значи се додека не дефинираме кој кај треба да седе, кога дојдовме се од ние. Граѓани на општина Неготино, на Република Македонија, председателот на Левица Апасиев ги скрчи компјутерите во собранието на општина Неготино, со чевелот му удараше печати на председателот на Советот, нели со чевелот бам, бам, бам. Он нема никаква одговорност, а ни советниците измислиле неков вербален дуел. Па каков дуел треба да има? Значи не можеш ти да седиш и да дребиш само и 2.500 евра да трошиш буџетски пари, тие се на народ, не се твои бе. Тие не се на палјачо или од татко ти од дома донесени. Значи мора да ги оправдаш тие пари. Шо донеси? Нити материјал даваш, нити и кажуваш на Јана материјал донесе, нити кажуваш зашто еднорт не е распишан да не јадат комарци и бубашваби полни унадре, и 100 работи имам да однесувам. Уште еднаш го повикувам началникот на полицијата Душко Коцевски да се занимава со овие инспектори, бидејќи ќе барам контрола, ако треба и надвор од државата, бидејќи не може да се справи. Мене ми го дал глас од некој, моите се 700 гласови, ви немате толку. Ставите се на личето, кај јас сум се ставил, и да видиме колку гласови се беше. Почнувајќи од Мирче, до Игор Кокошката што го викан, до овој Александар и сите наред, и Марија Нацев, па и ти стави се сама. И ајде да видиме, а оставите го ВМРО од ДПМН и на Христијан Мицковски да му го брукте ликот. Вие сте плафон и дното на разгалените деца и на крајот квичите. Шо квичиш? Не квичи, кажи кај се парите, како земаш пари за нешто што не си изработил. И Марија Нацва како те ту апа куќето и како зеш 70 динара, испади кажи пред народ, не со ова чисто лице. И ти че се напијаш, ќе ме решиш. Како ќе ме решиш, објасни ми те. Објасни ми како ќе ме решиш. Ќе донес 1000 динара, како зе куќето апа, а не ту апа куќето. Објасни како зе. Како ти исплатија тебе 70 динара. Граѓани на општина Неготино, немој да се плашите, овие луѓе не треба да седат во Совет на општина Неготино, а Игор Чернастов, Кокошката, што го викаме ние, во полицијата кажува дека советници имат право да изгласат Љубе Темелков да ме отстранат од Советот на општина Неготино. Ти бре машко, така ви каже моја дедо, Абрев и Горче. Де објасни ми како, види Селина, Арно ти дојде. Ами ќе помине во кај се мааш после. Заврши позад тебе, кај стија твоите колеги. Ните те знаат, ните те познаат. Па и се боре, па и председател да бидиш на ВМРО ДПМН. Црни аранџели, ти ка ќе бидиш председател, Неготино треба да се иселат сите на возот и джејна да фанат неготинци. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави,
Неготино вечно, Македонија вечна, во е резилот и срамот на советници во општина Неготино, најнеписмен совет.